Македонија. Здраво. Фала. Ви ја разбирам фрустрацијата, ама за жал тоа е таа теорија на релативноста, заблагодарете му се на Ајнштајн. Ова е лево, ова е десно. Се свртиш вака, работите се менуваат. Како сте иначе? Температурата погодена ви е, ко по дома се осеќате? Затоа што искрено јас се осеќам ко политичар пред специјален јавен обвинител у моментов. Јас сум тик-так и денеска ќе зборувам за годишниот одмор на македонецот. А каде оди македонецот на годишен одмор, ако не, што би рекол Трпевски, кај нашиот јужен сосед? Или обачев Банско? Ама, како што стојат работиве, до година изгледа ќе треба да рипаме ограда за да одиме на одмор. Како започнува денот на македонецот на годишен одмор? Така. Со смеење не. 4 саат са бајле. Хотел 5 звезди. Бунгалов 6 звезди. Децата спијат. Сонуваат звезди. Македонкава го буди македонецот. Трпе, ај стани бе. Шо ма секс? Не бе, оди фати лежалки. Добро, колку да фатам бе? Па, фати 6. 2 у прв ред, 2 у последен ред, 2 у пешкирите и 2 за сестра ми и зет ми. И глупачо, ма кај ги најдеш 6 бе? Добро де 8. Јеби га, Кембридж. Оди македонецот на плажа, фаќа 8 лежалки и дополнително си окупира уште 8 квадрати песок. 5 од лева страна, да си ги нареди пешкирите, 3 од десна страна. Да си ги совлеча апостолките. И назад у соба. Да спие до 12 ко човек. 12 саат. Плажа пуна лежалки. Срби, Руси, Грци. Доаѓа македонецов и почиња да вади. 2 мобилни, 3 таблети, 4 лаптопи, 5 фотоапарати, 6 айфони. Чеки. И кај ми е тој прва копија iPhone 6-ката ма? Го заборај у соба? Абе, глупаче, една кај тебе у село нема прва копија iPhone 6. А сеја бе? Па треба да ми се јави бе оној техничкиот заменик на министар бе оној. А оној од Германија што треба 6 милиона евра фактура да ми плати, како ќе ме најдема? Не ми се веруе, човече, па бомби ќе фрламе бе. Па мене ќе ми фрлаат бомба. Мрш у соба да ми го земеш телефонот, бе, како не ти е срам? Доаѓа оваа цела попарена, го носи телефонот. Дој тоа вам ума, седи тука. Ај са едно селфи за Фейсбук да направиме. Децата на македонецот по дефиниција не носат купаки на плажа до 12 годишна возраст. Точка и без исклучок. И деца ко деца на моменти знаат да бидат палави. Например, да отпливаат у длабокото. Вистинскиот македонец не е македонец ако у тој момент не почне да се дере. Милено, пиздати материна, искачај од таму. Абе, уште од Македонија ти викам, ако се удаиш, ке те скршам од ќутек, Милено. Искачај бе, кај си отишла, Милено, како не ти е срам, Милено?
Милено, шо е она таму? Еј, шекеринска во кајче! И нормално излегува Милена од вода, ја фаќаш за уво и починаш со дисциплински ќотек. Од море па се до хотел. Влечеш за уши, маваш, пцуеш, викаш. И не си вистински македонец. Ако во тој момент на Гркот, кој што цело време ја гледа таа семејна драма и те прашува "Excuse me, sir, where are you from?" не му се свртиш и не му кажеш "Од Скопје, бе, брат." Вистинскиот македонец мора да купи барем една крофна дневно од оној дебелиот, испотениот, кељав, малав грк кој што шета по плажа и се дере. Локумадес, локумадес, локумадес. Признај, вие сте купила. Некои по две. Вистинскиот македонец мора да јаде лубеница на плажа. И се знае, лубеница се јаде до она зеленото, која загорчуе малце. И кората обавезно се остава у песок. Знаете зошто? Па грео тебе осине да се пикаат туканта за ѓубре не е похасап да му еба мајката. Вистинската македонка пуши цигари на плажа. Ама со кармин. Се препозна у ситуацијава, господјо? Не. И од пушокот обавезно се остава у песок. Да види цела плажа што пуши македонката, бе. Улошка по правило се менува во соблекувална. Ама не се фрла во канта за ѓубре. Се стави у чаша од Нескафе. Па се шрафи по клопецот. По упатства на Икеа се остави сам. И главниот декор, цевчето од озгоре. Така склопениот продукт се остава во песок на најжешкото сонце. Затоа што сончевата топлина дезинфицира се. Кембридж, јеби ga. Вистинската македонка многу лесно склопува пријателства на плажа. Најчесто со некоја стрбинка 3, 4, 5, 6 лежалки од лева страна. И муабетот од прилика оди вака. Јаој, сестро сладка, да ти ја нешто речем. Па јуче она свекрва моја, знаш, од мој муж мајка, нам ја уđела у собу без да куца. А ми погачама пред оно, бре, знаш. Ма не купаче гаче, бре, беле оне, знаш, стружанка струга. Ма права селјанка, бре, кој ни из ваше Врање. О, извини, и ти од Врање си? Вистинска македонка не е македонка ако не се кара на рецепција зашто не и се сменети чаршавите. Пошто нели, all exclusive. Excuse me, why don't you change the charshafs? I sleep on white charshafs today. At my home I change the charshafs every day. I pay all exclusive for this. А тек шокот што ќе го доживее кога ќе дознае дека треба да плати 3 евра депозит за да земе пешкир за на плажа, човече. Па пак ли ќе краде за качалки место сувенири, бе? Вистинската македонка не е македонка ако не купи барем една оригинална Луи Вутон, ташна од некој бамбус од Уганда на плажа. Пошто ние на Бит пазар кај нас не се оригинал, сите знаеме, нели? Ама не знаеме дека чичко Луи Вутон има фабрика во Уганда. Луи Вутон Угандин Edition 2015. Знаете зашто македонците многу сакаат all exclusive? За храна и пиење, бе, луѓе. Колку сакаш. Оди македонецот у бар, зема кригла пиво, 2 голтки ја фрла. Се стоплило. Зема нова кригла пиво. 3 голтки. Оди кај жената, ја фрла. Се стоплило.
Зема 3 кригли пиво. Една пие, 2 дава на зетот. Се враќа назад, зема уште 4. Дели по плажа по пут, така негде до кај 10-тото. На 10-тото више мора да иде да моча. Ама кај кајчето на Шекеринска. Затоа што далеко е хотелот, бе брат, кој ќе оди до таму сега да му во мајката. Ама кога е дома, македонецот пушта рака по пиво, ама граба оцет. Затоа што кад пиво не е гага, и киселина е блага. Вистинскиот македонец мора да знае да носи минимум 5 тањири наредени на една рака. Сите пуни до врв. Кој вика бе дека школки и баклава не идат заедно? Па една се живее бе на моја мајката, кога ќе пробаш ако не сеа? Плюс тоа знаеш дека жената испакувала 2 кутии линекс од дома. Грејата е да се фрли дома. Знаете дека имаме посебен знак за распознавање на плажа, нели? Одиш у она најжешкото, шеташ, гледаш, чим видиш купаки да се сушат на чадор, шо правите? Како сте? Кога дојдовте, бе? Ние денеска. Кај ма најефтино гиров дека, бе, колку? Евро 80, евро 9... 2020, човече! Не ми се веруе. У тој момент звони. iPhone 6 прва копија од Дубај преку ИСИС канали. Ало, кај си бе, брат? У Грчка на All Exclusive сме. Брат, каква понуда ни дадоа, не си свесен. Значи за сите по 100 евра, нас за 150 ни го дадоа. Ама брат, храна, боли глава, не си свесен. Значи јадење, пиење, колку сакаш. Иди у агенција, кажи тик-так дека те прати и ќе ти завршат работа и тебе има место еден куп, времето е супер. Фактурата? Ќе ти ја платам фактурата кога ќе дојам, дај не ме заебавај сега да. Ало, брат, се губиш. Ало. Ебата грчките мрежи, ебате. И така цел ден. Доцна во ноќта. Доцна во ноќта, сите спијат. Србите спијат, замислиш. Русите спијат. Само терористите и македонците се будни. Терористите вежбаат како ќе се искрцаат на плажа од Чамец, а македонците играат јамп. До 4 саат са бајле. И у 4 саат се знае, одиме на плажа да фатиме лежалки. Фала многу. Добро ме не се штедете да ми се не. Многу ми се свиѓа господја како се смее у втори ред. Stand up, Македонија!